Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Доријан Јовановиќ, музичар и во изминативе повеќе од 2 децении еден од стожерните творци на она што зад себе како звучен документ од времето го оставаат групите String Forces и Chalgia Sound System, едни од темелниците на актуелната македонска музичка сцена. По долго време, без малку 7 години, String Forces во засилена постава со Александар Стојанов Зорин, Дамјан Темков и Благојче Пенов, со 2 нови сингла го најавуваат обелоденувањето на 5-тиот студиски албум. Зошто толкава пауза помеѓу двете објави? Па пред се, мислам дека некако сублимирано одговорот би бил постари сме. Во овие 7 години неколкумина од нас станаа родители, еднаш или повеќе пати. Потоа никој на таков начин не живее од оваа група. Значи, оваа група е ентузијазам и екстра работа во животот на сите нас и на таков начин, нели, сите одиме на работа, сите си имаме обврски, кои што прават да среќавањето во групата е неколку пати неделно во најдобар случај. Сето тоа прави да нели, темпото на групата не може да биде исто како што било порано. Родителството исто менува, колку год да филозофираме дека може се да е исто, не може да е исто, затоа што перспективата на времето и приоритетите се менуваат на таков начин да времето што може да го посветиме за други работи има потполно друга димензија. Тоа е главната суштина. Сега, нема некои, нели, големи филозофии зашто. Прозаични се причините, да кажем. За String Forces како една од предводниците на современата македонска музичка сцена е бележито дека на суптилен начин го отсликува времето во кое твори. Колку она што во изминатиот бурен период од нашето живење беше инспиративно за вас како автори? Ке се почувствува ли тоа во вашата нова звучна слика? Се тука има реално 2 прашања. Едно е колку било тоа инспиративно, друго колку тоа ќе се почувствува. На второто прашање сигурно ќе се почувствува. Сите ние живееме во таа реалност на сето тоа што се случува околу нас. Сега да никој од нас на таков начин не е барем свесно нели, слеп и глув. Сите таа сурова, сите нас тука, барем во оваа група, сите нас таа сурова реалност немава шамар секој ден. И на таков начин мора да се отслика во она што го правиме. Дали тоа може да наречеме инспиративно, бидејќи нели инспиративно е нешто што е убаво, да кажеме. Во овој случај би рекол дали е тоа некаков мотив да направиме нешто околу тоа. Мислам дека да, затоа што сите ние што сме во групава, ова е сепак една канализација на сите емоции што ги имаме во животот и што бараат начин да се изразат некаде и да не станат нешто друго што може да е дури полошо по нас самите. Како културни дејци, но уште повеќе како обични луѓе чија судбина е врзана со ова општествено милје, сигурно изградивте собствен став кон нештата, кон животот во оваа Македонија и во ова Скопје кој постепено, но сигурно исчезнува пред нашите очи. При тоа го предпочитувате ли тихувањето или можеби канализирањето на гневот? Може ли со уметност да се менува стварноста? Самата уметност е менување, нели, на стварноста. Самиот момент на творештво е веќе промена на некаква стварност. Може да е само за мене лично, може да е за тие што ми се блиски, меѓутоа може и да е пошироко. Дали можат уметниците да направат промена во општеството сами по себе, тоа е, мислам, малце пошироко прашање, мислам дека поише дискусија бара. Меѓутоа, самото создавање на нешто е промена на реалноста секако. Реалноста влијае на нас, ние влијаеме на реалноста. Не можам да зборам за сите како група, нели, за секој одделно од групата, меѓутоа јас лично не сум за тихување, не сум дека треба да се откјути
она што ни се случува. Кој е начинот на кој што јас тоа го искажувам или го правам, е некаков мој личен. Дали е тоа учество на протести или не знам настапи по телевизија, whatever, што и да е, мислам дека на крај најјакото е она што ќе го искажам во она што ќе го направам. Мислам дека и од друга точка е најтрајно, затоа што ќе остане забележано. За мене лично. Сега другите може би имаат своји начини, меѓутоа сложноста е во тоа дека да го искажуваме она што ни се случува вака или онака. Реагираме на сето тоа, го кажуваме сето тоа. Некој повеќе, некој помалку, меѓутоа сите го правиме тоа. Во тој контекст оваа насилна промена во некаков Франкенштајн кој што ни се случува е само можеби една видлива причина или еден видлив мотив за она што го или инспирација, нели, за она што ќе го сработиме и што сме го сработили и на што реагираме. Не само ние, него и поширок круг на луѓе околу нас, да кажам. Скопје, онакво како што јас сум го запознал, дефинитивно одумира. Мене ми е животот така организиран да повеќето од работите во денот ми се случуваат во овој мој крај, како да кажам. На некаква среќа работното место ми е исто овде, се што можам, се што ми треба е во овој дел од Скопје на некаков начин и одењето во центар ми е како да одам во некој друг град, во некоја друга држава. Тоа не е тој град кој што ја го знам, по кој што улици сум ги измерил низ сите овие години, кај што сум тумарал ноќно време и сум свирал по разноразни места кои што денеска не се ни во сеќавањето на луѓето, а камоли да постојат местата. Сето тоа прави да нешто, те тера на нешто да направиш, затоа што она што го гледаш е само една голема ефтина приказна од гледна точка на некаква уметност или историска релевантност, а од друга страна е само една добра причина да убаво не оплячкаат. Дали во овој контекст доаѓа и вашето присуство на прогресивни манифестации, како да речеме Dream On, или уште повеќе како учесници на Карванот на слободата? Па гледаме во една широка, да кажеме, рамка, да. Пред се, поради тоа што, од она што го кажав и предходно, ние сите реагираме на она што се случува околу нас и на некаков начин го искажуваме нашиот став околу сето тоа. И она што нашето присуство на фестивали или, како ги наречам, манифестација од овој тип, значи е поддршка на таа идеја, поддршка на идејата дека ни треба промена за да излеземе од оваа, да кажеме, општествена закоченост која што веќе 2 години не држи закочени, а 10 години не враќа назад, и која што е чисто личен политички став дека не може веќе вака. Тоа не е поддршка, сега не го кажам ова со цел да се дистанцирам, меѓутоа кај нас, барем во Македонија, работите многу лесно се врзуваат дека поддршка на идеја е поддршка на личности. Не, ние поддржуваме идејата за промена. А личностите кои што учествуваат во тоа се сега, тука, пролазни, утре нема да се треба, заутре ќе се други, меѓутоа идејата ќе остане иста. Барем за мене. А за нив, не знам. Верувате ли дека се можни промените во светот во кој наново започнаа да се руваат малите богови, во кој се изместија вредностите и каде што се е подредено на парите? Нели, треба да звучи позитивно целата работа. Онака како што изгледа кога сме во тој да кажеме магиосен круг, е дека излезот тоа на некаков начин нема, нели? Она што технологијата и поврзувањето глобално донесува е таа масовна, да кажеме, контрола и манипулација до ниво на практично се некако, све е спектакуларно, нели?
све е некаков спектакл и од таа спектакуларност сме сите изманипулирани со ова, со некакви ситни дневни потреби на оние што поседуваат моките преку пари пред све. Не ги наречам олигарси. Меѓутоа, уште 68 Ги Дебор напише една книга која што се вика Општество на спектаклот, каде што практично се не во смисла на некакво предскажување, меѓутоа како да го видел правецот во кој што оди општеството и моките на манипулацијата пред све, и каде сето тоа може да заврши. Мислам дека едната нормална реакција би била да сето тоа го отфрлиме, може да се вратиме негде назад малце, кон некакви базични вредности на човечката комуникација, на човечките односи, на довербата, на искреноста, која што мислам дека масовно фали. И дека е тоа основата каде што сета оваа голема манипулација на некаков начин се случува. Сега, дали уметниците може да помогнат на еден индиректен начин? Не. Ние можеме да отсликаме таа на различни начини, нели, со карикатури, со подсмев, со протест, со ова, со она. Можеме да отсликаме сетата ситуација чисто за да ги отвориме очите, за да повеќе луѓе почнат да гледаат што се случува. Толку. Ако тоа не може да се случи, онда веројатно сликата нема да заврши оптимистички, ќе заврши во некој песимизам. Со какви очи гледате на иднината, на сопственото творештво, на пренесувањето на идеите и позитивните пораки до публиката? Вреди ли да се биде упорен во тоа, во потребата да се биде слободен и свој? Па ја мислам дека вреди, ако не за нас самите, за оние што доаѓаат после нас. Каков свет сакаме да им оставиме? Ја лично не сакам да им оставам оваков свет. Што можам да направам за да тоа се смени, ќе направам. Ама мислам дека со таа прогресија со која што тргнало тоа, ако продолжи, нели, тоа нема да биде убав свет за живење. Барем така мене ми изгледа. Конечно, String Forces покрај готовиот документарец за делувањето на бендот досега најавува една несекојдневна соработка во иднина. Зашто се работи? Колку тоа може да влијае на вашата засилена активност во регионов, па може би и во Европа? Некаде почеток на есента ќе биде, да кажеме, албумот објавен. Веројатно ќе следува пред самиот албум уште еден сингл кој што ќе биде најава. Има неколку интересни соработки што се, да кажем, во план. Некои се тука поблиску, некои се малце подалеку. Добро што ги има тие подалечните, има некаква цел за која што бендот ќе продолжи да се бори. Во контекст на тоа што го спомнав на некакви базични вредности, таа соработка што ја спомнуваш ќе биде во тој контекст на некакво навраќање на по-базичните вредности на македонската поп музика, кои што мислам дека денеска се тотално изгубени и заборавени. Нормално тоа не ги вклучува сите, меѓутоа на некаков начин дури мислам дека повеќето луѓе не се ни свесни за таа историја. Потоа ќе следува документарецот негде, предпоставувам во ноември, да кажем промоција или како се тоа премиера. И понатаму на пролет ќе следува еден поинтересен концертен проект кој што сега нека остане на таа најава само. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и вас. Почитувани гледачи, тоа беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.